Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите шварцвалд торта. Во тенџере го ставаме речиси целото млеко. Тенџерето го ставаме на оган. Кон млекото го додаваме шеќерот. Мешаме со жица за матење. Преостанатото млеко го ставаме во мензура. Во млекото ги додаваме прашокот за пудинг и густину. Промешуваме со жицата за матење. Потоа непрекинато мешајќи со жицата, размешаната смеса ја додаваме во тенџерето на оган. Вариме додека кремот ја добие потребната густина. Потоа го тргаме тенџерето од оган и продолжуваме да мешаме за побрзо да се излади кремот. Во тенџерето ги додаваме вишните и ликерот од вишни. Повторно мешаме. Јајцата ги гршиме и ги двоиме жолчките од белките. Белките ги ставаме во сад за матење, а жолчките во друг сад настрана. Потоа со миксер ги матиме белките. Во садот за матење ги додаваме шеќерот и жолчките. За цело време матиме со миксерот. Откако ќе изматиме смесата на покрупната страна од рендето, во садот за матење го рендаме чоколадото. Потоа во садот ги додаваме маслото и брашното. Мешаме со жицата додека добиеме еднолична смеса. Калапот за печење го намрсуваме со маргарин. Во него го истураме тестото за пандишпан. Рамниме со лачица. Калапот го ставаме во рерна. Печеме 15 на минути на температура од 200 степени. По 15 на минути калапот со испечениот пандишпан го вадиме од рерна. Со нож ги одлепуваме краевите на пандишпанот од калапот. Го отстрануваме страничниот дел, а потоа со нож го одлепуваме пандишпанот од долниот дел од калапот. Пандишпанот го ставаме на работната маса. Во сад за матење ставаме хопла. Матиме со миксерот додека шлагот ја добие потребната густина. Потоа пандишпанот го ставаме на чинија за торта. Го премачкуваме со претходно подготвениот крем со вишни. Шлагот го ставаме во готварски шприц, со кој ја украсуваме тортата. На крупната страна од рендето врз тортата рендаме чоколадо за готвење. Добар апетит!